Вести по 15. Добар ден. Македонија денеска го одбележува денот на светите Кирил и Методи. Во Охрид архиепископот Стефан служеше литургија, таму е премиерот Христијан Мисковски. Нивната порака и нивниот начин на делување остануваат исклучително поучни из овие наши не помалку немирни и не помалку предизвикувачки времиња од нивното. Непријателствата меѓу народите, судирите меѓу културите и разните немири кои што постојат и во нашиве дни не би биле такви и не би биле толкави кога во светот би имало повеќе луѓе со боголюбие и човеколюбие какви што имале солунските браќа. Зашто да подсетиме, тогаш кога посилните империи и поетаблираните народи сакале културна јазична превласт над словените, светите Кирил и Методи не наметнувале туѓ јазик и туѓа култура, туку сакале токму Христовото име и неговата наука да допрат до срцето на секој човек на разбирлив мајчин јазик. Надворешните напади, блокади и негирање со кои еве повеќе од 30 години како држава се соочуваме. Тие се насочени кон разједување на темелите на нашето постоење. Најпрви нашето знаме, па народ, па химна, па јазик, па култура. Мора да бидеме свесни дека многумина нашето битисување на овие простори не ги прави среќни. После сите негирања, кочења, напади, многумина може да го донесат заклучокот добро. Дали постои нешто што не негираат? Пред да го дадам одговорот на ова прашање, морам да кажам дека како човек и како председател на владата сум многу спокоен, затоа што знам кој сум, знам кои сме и што сме. Председателката Гордана Селјановска-Давкова и државно-црковната делегација кои се во посета на Рим и Ватикан за одбележување на денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, денеска положија венец пред спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа во базиликата Санта Марија Маџоре. Селјановска-Давкова и делегацијата го посетија и гробот на папата Франциск, кој се наоѓа во истата црква. Македонската делегација, предводена од Селјановска-Давкова, вчера во базиликата Сан Клементе во Рим присуствуваше на молебенот на гробот на Свети Кирил, со кој чиноначествуваа митрополитот Тетовско-Гостиварски Јосиф и епископот Стобиски Јаков. Јавното обвинителство бара поранешните директори на онкологија Нино Васев и Нехат Нухил да одат во затворот во Шутка. Мерката куќен притвор одредена од кривичниот суд според обвинителството е недоволна да спречи бегство на двајцата обвинети во случајот онкологија. Јавниот обвинител вложил жалба и бара од апелациониот суд да одреди ефективен притвор, бидејќи поблага мерка како куќен притвор не гарантира непречено водење на кривичната постапка, имајќи предвид дека со двете поднесени обвиненија на обвинетите им се ставаат на товар повеќе кривични дела за кои се запретени високи затворски казни, како и други околности кои укажуваат на опасност од бегство. Мерката куќен притвор не представува доволно ефективна заштита, велат од јавното обвинителство. Обвинителството бараше ефективен притвор за Васев и Нухил, но со одлука на Скопскиот кривичен суд двајцата вчера заминаа во куќен притвор. Судот им ги одзема и патните исправи, а имаат забрана да бараат и нови. Владеачката ВМРО ДПМН денеска побара обвинителството да ја преиспита и улогата на Венко Филипче, поранешниот министер за здравство, во случајот онкологија. Случајот со онкологија е веќе втор случај по пресудата за модуларната болница, каде што некогашниот министер за здравство, а сега привремен чувар на местото председател на СДС, Венко Филипче, е иземен од одговорност. Проневерата од 2,2 милиарди денари во онкологија, немањето на онколошка терапија и купувањето на скапи лекови од компанија блиска до Филипче, основното јавно обвинителство мора подитно да го истражи. Воедно повикуваме Филипче да прекине да се крие по партиски штабови и да се појави во јавност.
Вистината излезе на виделина за онкологија, грозната лага на Мизрахи и ДПМНЕ кои сакаа со креирање документи да го прикажат Филипче како виновен, им пропадна во вода. Наместо да се повлечат и да се извинат за своите лаги и манипулации, тие продолжуваат безочно да лажат и обвинуваат, реагираат од СДСМ. ДПМНЕ освен манипулации и местинки, ништо друго не направи од како е на власт. Од утро до вечер се занимаваат со измислени афери за Филипче, бидејќи немаат ништо друго да понудат. Немаат реализирано ниту еден проект, а ветувањата од кампањата со кои ги изманипулираа граѓаните останаа неисполнети. Затоа не им преостанува ништо друго освен да го вртат вниманието од своите неуспеси, но граѓаните тоа го препознаваат и затоа се во паника. Ниеден лажен напад на Филипче и секојдневни пресконференции нема да ја поправат штетата што секојдневно и ја прават на државата и на граѓаните. Уништија се што беше макотрпно градено, ја уништија економијата, перспективите, надежта и ја задолжија државата за 3 поколенија, велат од опозицијската СДСМ. Љупчо Димовски е реизбран за лидер на Социјалистичката партија на Македонија. Делегатите на 10-тиот партиски конгрес повторно му ја дадоа довербата. Во својот извештај констатираше дека успел да ја врати партијата на власт по 7 години поминати во опозиција. Упати силни критики на адреса на претходната власт, која обвини за предавство на националните интереси и блокадата на евроинтегративниот процес. Една од клучните теми во ова и следните години е напредокот на Македонија кон Европската унија како дел од стратешките цели на владата, но не и по секоја цена, туку со зачувување на националниот идентитет, јазик, култура, историја и пред се македонско достоинство. Ни предстојат сериозни задачи во наредниот период за да се отстранат насобраните аномалии и пречки и да се оспорат промените кои се ветени во програмата на коалицијата Твоја Македонија, прочитана во годината програма. Мора да сме упорни на тој пат за да се докажеме како партија дека имаме сила и потенцијал да оствариме економски раст и развој во стабилни услови и да влееме надеж кај граѓаните дека промените се можни и оствариви за поквалитетен стандард и живот. Семејствата на загинатите во пожарот на Кочанската дискотека Пулс ке можат да дадат исказ во обвинителството ранки на истрагата која ја спроведуваат јавните обвинители. Од основното јавно обвинителство денеска соопштија дека во следните 2 дена во соработка со волонтерите од Супорт Кочани, обвинителството ќе ги контактира најблиските на починатите за да се утврди точно време и место каде ќе можат да го остварат ова свое право. Сослушувањето ќе се врши согласно утврден редослед од 27 мај вторник до 29 мај четврток во просториите на јавното обвинителство во договор со оштетените. Ваквите сослушувања се поединечни и на нив ќе биде повикан по еден законски застапник на секоја од жртвите за да се произнесе во однос на правата како оштетени. Тој во својот исказ ќе може да предложи и други лица од семејствата кои евентуално имаат сознанија за настанот. Преку исказите тие ќе можат да ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон. Исто така ќе можат и директно да се информираат за текот и фазата во која се наоѓа постапката, но и да кажат своји сознанија за настанот, велат од обвинителството. Во прекин сообраќајот на автопатот Гостивар Тетово на 1 километар од наплатната рампа во правец на Тетово поради сообраќајна незгода, од Автомотосојузот на Македонија информира дека сообраќајот се пренасочува по околните патишта. Сообраќајот на државните патишта пак се одвива непречено по влажни коловози, а интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез во државата. Тоа е крајот на овие вести, следните се во 16. Имајте пријатен ден.